Македонската полиција изутринава спроведува голема акција во која се апсат со работници и логистичари поврзани со криминално-терористичката група од Кумановската дива населба, која на 9 и 10 мај годинава се судри со полицијата. Претресите се вршат во Скопје и во Куманово. Веќе се приведени 7 лица кои биле изнесени пред надлежниот судија и за кои е определена мерка притвор. Во мајската акција против криминално-терористичката група во дива населба животот го загубија 8 полицајци, а 30 беа повредени. Во акцијата беа убиени и 10 членови на вооружената група, а 30 се предадоа и против нив се води судска постапка. Нема дилема странски или домашни инвеститори. Нам ни требаат и едните и другите. Ни требаат добри инвеститори кои ќе работат според законите и кои ќе отворат нови работни места, истакна вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставрески. Во зоните денеска работат околу 14.600 лица. Сите тие имаат семејства, деца. Со платата што ја земаат во фабриките ги издржуваат нивните семејства и имаат перспектива. Без тие фабрики луѓето ќе немаат перспектива и уште поизразен ќе беше проблемот на сиромаштија и невработеност, истакна Ставрески. Тој посочи дека владата и покрај сите предизвици успеала да ја намали невработеноста. Креирани се 133.000 нови работни места, од кои само преку проектот Македонија вработува, кој се применува од април годинава, се создадени 7.190 работни места или преку 300 работни места неделно, истакна министерот за финансии. Известувачот во Европскиот парламент за Република Македонија Иво Вајгал денеска доаѓа во дводневна посета на Македонија. Од делегацијата на Европската унија во земјава најавија средби со лидерите на 4 политички партии вклучени во процесот на имплементација на договорот од Пржино. Посетата се реализира пред објавувањето на извештајот на Европската комисија за напредокот на Република Македонија во процесот на евроинтеграциите. Државите од Западен Балкан мора да се интегрираат во архитектурата на безбедносниот систем на Европската унија со непречен пристап до сите бази на податоци, истакна председателот Ѓорѓе Иванов во своето обраќање на форумот Кран Монтана во Женева. Европската унија се соочува со сериозни закани од тероризам, насилен екстремизам и радикализација, форми на организиран криминал и бирократија, предупреди Иванов. Од 19 јуни годинава 143.279 странски државјани земале потврди за искажана намера за поднесување барање за признавање на право на азил. Од нив 92.835 лица се од машки пол, 19.438 се жени, 25.364 се деца кои го придружуваат носителот на потврдата, а 5.642 деца патуваат без родител. Председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер ја повика Атина да ја преиспита својата одлука со која одби формирање заеднички патроли на грчки и турски бродови кои би патролирале во Егејското море со образложение дека тоа е европски проблем, а не проблем на грчко-турските односи. Повикот е упатен еден ден откако грчкото министерство за надворешни работи отфрли идејата за заедничко патролирање во водите на Егејското море со цел да се контролира бегалскиот бран и да се спасат животите на мигрантите.